Civil Media. Добър ден! Почитувани представници на политическите партии, почитувани представници на невладениот сектор, почитувани приятели, дозволете ми пред да споделам со вас идеите на Граѓанско-демократската унија за темата за која денеска разговараме, да им честитам на Джабир и на останатите од Цивил за нивното упорно вознемирување на заспаното македонско општество. Не се сомневам и се надевам дека така ќе биде и во иднина. Граѓанско-демократската унија во своето кратко постоење како политички субјект, изборните реформи постојано ги истакнува затоа што ги разбира како неопходна алатка за воспоставување на ефикасна и функционална представничка демократија. Од технички аспект, ГДО е приврзаник на идејата за една изборна единица со отворени листи и намалување на бројот на пратениците во националниот парламент. Верувам дека отворените кандидатски листи ќе го изразат демократскиот диверзитет кој е темел на индивидуално политичко изразување во земја која се представува себе си за представничка демократија. Понатаму, оваа рационализација мора да се прими и да се примени и во рамките на локалната самоуправа. Врз бројот на членовите на општинските совети. Колку за илустрација, бројот на советниците во Скопје е 45, во град Њу Јорк е 50. Подоцна ќе се навратам уште еднаш на овие нелогични решенија во постојната законска регулатива. Сега на кратко ќе ги споделам ефектите кои ние како ГДУ очекуваме да се добијат со промената на изборниот модел. Тие се во две насоки. Прво, Македонија да добие функционален и репрезентативен законодавен дом, кој почива не само на легалност и легитимитет, туку и на општо прифатено верување дека има морален капацитет за носење на закони. Второ, отворените листи во голема мера ќе придонесат за демократизација на политичките партии во Македонија. Верувам дека ќе ја поттикнат конкуренцијата во нив и конечно ќе профункционираат како дел од политичката јавност, а не како тајни и затворени здруженија. Уште еден збор, два за навидум технички прашања. Граѓанско-демократската унија во својот нацрт документ за изборни модели предвидува и цензус. Цензусот е прогресивен. Тоа значи дека цензус за една политичка партија е помал од цензусот потребен за коалиција од две партии. Цензусот за коалиција од 3 или повеќе партии пак е повисок од оној за две. Конечно, за вистински тест на довербата или недовербата кон политичките партии, гласачкото ливче треба да содржи и можност на гласачот да заокружи. Ниту еден од наведените. Ова го истакнувам поради тоа што очекувам тоа да биде инструмент за општа доверба на гласачите кон изборниот процес и поради финансискиот ферплей. За Граѓанско-демократската унија, можеби и за некои други, изборите во сегашните законски решенија се завршени кога на теренот ќе истрчаат две или повеќе гигантски коалиции, подкрепени со своите милионски имоти на кои може само да им завидуваат и во далеку поголеми и побогати земји од Македонија. Сакам да истакнам дека ние од Граѓанско-демократската унија сме приврзаници на активната регистрација на гласачите, како модел кој еднаш за секогаш ќе го затвори прашањето со веродостојноста на избирачкиот список. Верувам дека доколку денешните дискусии остават впечаток на пошироката македонска јавност и промената на изборниот модел ја прифатиме како императив, во тој случај прашањата за потенцијалната изборна корупција, финансирањето и финансиското работење на политичките партии и улогата на медиумите ќе абсолвираме далеку поквалитетно и во интерес на македонските граѓани. Кога Граѓанско-демократската унија ги изготвуваше своите видувања, црпејќи ги искуството од некои од западноевропските земји, пред се обидовме нашиот експертски тим да ги посочи како водечка сила интересите на општеството, на граѓаните и на демократијата, а не толку тесно партиските наши интереси. Да, голем дел од нашите видувања можеби на оваа етапа не се прифатливи,
Но со оглед на искуствата кои што ги имаат голем дел од кандидатите за членки на Европската унија, кои што денеска се членки на Европската унија, и начинот по кој што се трансформирал овој процес, ви уверувам дека нашата земја, сакала или не, за да може да застане на европските шини, ќе треба да ги имплементира. Ви благодарам за вниманието. Цивил медија.